Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Вашиот најубав ден. Самопоттикнување. Визијата е најсилна на почетокот, а потоа им отстапува место на работата и на препреките кои се појавуваат пред остварување на визијата. Дипак Чопра. Секому му се случило навечер да си легне со голема возбуда и во исчекување на нешто убаво што треба да се случи наредниот ден. Утрото кога ќе се разбудите, чувствувате дека целиот свет е ваш. Преплавени сте од мисли за убави чувства, за убави дела и сигурни сте дека ова е вашиот среќен ден за остварување на замислената цел. Вашиот песимизам и негативните чувства исчезнале, затоа што со сигурност сте знаеле дека тоа е вашиот ден за прославување на постигнатиот успех, дипломирање, свадба, вработување, промоција на ваше дело и слично. Не постои човек кој може да ви наметне негативни мисли, за да можете да го задржите чувството што ви дава сила кога ви е потребен стимул, во мислите треба да се навратите на вашиот најубав ден. Никогаш не дозволувајте деструктивните мисли да ја превземаат контролата над вас. Кога ќе се појават, веднаш неутрализирајте ги со помислата на утрото од вашиот најубав ден. Колку е едноставна оваа вештина. Ова е една од тајните што веднаш треба да почнете да ја применувате и само по 3 дена нема да верувате што ќе направите од себе и што ќе постигнете подоцна. На тој начин ќе ги привлечете најубавите нешта што ќе ги посакате и ќе станете магнет за духовно богатство. Не постои човек на светот кој нема свој среќен ден. Ако постои таков, нека го измисли својот најубав ден, нека го визуелизира и нека го користи. Работите што не интересираат, тешко ги забораваме. Секогаш треба да не интересира се, затоа што тоа се запишува на лентата на меморија и може да биде искористено во некоја друга ситуација од моменталната во која се наоѓате. Не може ниту да предпоставите каков поттик си давате себе си со жива заинтересираност за се околу вас и со складирање на информациите во вашата меморија. Не губете го времето, учете од се. Запомнете дека позитивниот принцип на самопоттикнување никогаш не размислува за минатото, освен за позитивните нешта што се случиле во минатото. Тоа секогаш мисли на иднината. На тој начин, ефектот нема да изостане и ќе пристигне за кратко време. Ниедна идеја не може да се роди без акција. Нема ништо потрагично од заклучокот дека добрата идеја е мртвородена, односно дека незиното раѓање не вродило со плод. Никогаш не откажувајте се. Силата во вашиот живот црпете од тешките и неизвестни ситуации. Колку повеќе проблеми се појавуваат за една одредена цел, толку таа работа е поинтересна. Научете се да се сакате себе си. Љубовта која ќе си ја давате секое утро, ќе ве прави среќни во текот на целиот ден. Повикајте го истото чувство што било присутно кога сте биле искрено влюбени во некого или во нешто што сте го сакале. Научете се таквото чувство секое утро да си го поттикнувате и вашата среќа ќе нема крај. Кога ќе се разбудите, веднаш кажете си: ова е мојот најубав ден. Денес ќе ми се случуваат убави работи. Ти благодарам, Господе, за денешниот прекрасен ден. Со ваква афирмација ќе бидете позитивно наелектризирани како магнет и цел ден ќе привлекувате убави работи. Со една потрошена минута, вие ја менувате молекуларната структура на водата во телото и ја програмирате подсвеста и ја менувате хемијата во мозокот и во телото. По неа, вашето тело е позитивно наелектризирано и зрачи на целата околина. Дури и најнегативните луѓе да ви се спротивстават, тие ќе немаат моќ врз вас, бидејќи подсвеста ќе ви понуди зборови на кои што нема да останат рамнодушни, а смиреноста и зрачењето на вашето тело ќе ги убие нивните сомнежи. Се повеќе ќе откривате колку сте моќни. Милоста го има срцето на човекот, а сожалувањето формата на човекот, а љубовта ги содржи божествените форми на човекот. Вилијам Блейк.
Ова е едноставноста на животот што природата ви ја дала безгранично да ја користите. Секогаш кога легнувате навечер, чистете ги лошите мисли од вас и не дозволувајте наутро да ви се појават. Тоа што било поминало, денес е нов ден. Оставете му ги лошите мисли на вчерашниот ден, за да бидете посреќни денес. Исчистите го вашиот живот од мислите што ве оптоваруваат со зло и нечистотија и сакаат да ви ја валкаат душата во текот на ноќта и наредниот ден. Не пропуштајте ја можноста да го посетите вашиот близок кога е во болница. Погледнете во болничките соби. Ке видите дека и денот на болните е среќен и исполнет со верба да оздрават што побрзо. Тие толку многу го посакуваат тоа што вие го имате, тоа што вие можеби и не го забележувате, вашето здравје и полетност. Секој од нас забележал дека одредена гардероба делува на нашата среќа и расположение. Истото ова се случува, например, со некој парфем што ни влева чувство на ведрина и исполнетост. Спротивно на тоа, одредена гардероба прави да се чувствуваме тажни. Ова се случува поради претходно програмирање со мислите и со поттикнување на потполно истите чувства што се побудиле во вас тогаш, кога сте го носеле токму ова парче облека. Затоа запомнете дека, кога ќе ставите нешто на себе, со мисла дека тоа ќе ве направи среќни, навистина ви се случува тоа и обратно. Животот треба да се исчисти од сите работи што не ги користите, а ве оптоваруваат, потсетувајќи ве на некој запис од вашето минато. Се што не користите, дајте го некому или едноставно одстранете го од вашиот дом. Можеби нему повеќе му е потребно. Исфрлете се што не користите и дозволете позитивната енергија да внесе живост во вашето секојдневие. Во моментите кога ви е потребно да поттикнете пријатно чувство во вас, потсетете се на најубавиот ден од вашиот живот. Сетете се на денот кога однапред ви било најавено нешто убаво и кога со сигурност сте знаеле дека тоа ќе се случи. Побарајте го тој ден во вашиот живот. Вечерта пред да си легнете, нека ве обземаат силни чувства. Замислете си дека утре повторно го доживувате тој среќен миг, да речеме вашата свадба, дипломска, најдобро прославениот роден ден, најубавата прошетка низ вашето омилено место. Визуелизирајте како ви честитаат, слушајте ги гласовите на пријателите, почувствувајте го стисокот на раката, звуците од музиката, миризбите од парфемите и цвеќето што ви го подаваат. Гледајте ги насмеаните лица на најблиските, сечете ја тортата, танцувајте и чувствувајте го ритамот на телото, за на крајот да се поздравите со сите. Нека ве обземе чувството како на вистина да се наоѓате таму. Само вака утрешниот ден за вас ќе биде најубав. Следното утро заблагодарете се на вашиот прекрасен ден, облечете го она што ве прави среќни, ставете го вашиот среќен парфем и излезете од вашиот дом позитивно наелектризирани. Секогаш кога можете, станете рано наутро и пречекајте го изгревањето на сонцето. Кога тоа изгрева, вие го дочекувате, а милиони луѓе со љубов го испраќаат само за вас. Секогаш кога ќе го гледате за оѓањето, не заборавајте дека некој друг го гледа неговото изгревање на другиот дел од планетата. Испратете му го сонцето со љубов за утре и тој да ви возврати. Не дозволувајте да ве напушти чувството на полетност, радост и среќа. Правени се експерименти за тоа како секој човек се програмира самиот. На доброволци дадени им се по 3 различни парфеми кои може да предизвикаат различни емоции. Ним им било кажано дека првиот парфем побудува среќа и ентузијазам, вториот тага и непријатни случки, а третиот дека предизвикува монотонија и летаргичност. Кај сите испитаници, парфемите делувале токму според дејството што им било припишано. Парфемите немале апсолутно никаква моќ, освен сугестивно дејство, кое испитаниците самите си го создале по пат на автосугестија и самопрограмирање, за само 10 дена колку што траел експериментот. Секој човек лесно се програмира преку мислите со постојано навраќање на одредена афирмација. Кога веќе е така, не заборавајте секој ден од животот да го претворите во ваш најубав ден. Негативни чувства. Но луѓето како луѓе се молеа Господ да им го спаси телото, семејството и имотот. Малкумина ја бараа чистотата на своето срце и душа.
Л.Х. Ѓуровиќ Петкана. Големината на среќата можете да ја измерите кога ќе ја споредите со длабочината на очајот. Доколку сте способни да почувствувате длабока тага и на неа гледате како на добредојден извор на дисциплина, тогаш поседувате огромен потенцијал на гениалност. Сите негативни чувства не заробуваат, а спротивно на тоа, среќата не ослободува од сите пранги. Сите последици што се предизвикани од некакви несреќи може да се надминат ако вие тоа го побарате и го направите сами. Независно од тоа каква неволја ќе ве снајде, за да не дојде до нарушување на моралот на вашите позитивни ставови, веднаш започнете да го анализирате и да ја решавате таа ситуација. Секогаш кога во животот ни се јавуваат непријатни случувања, најважно е да не ве обземе страв и паника. Смиреноста ќе ве доведе до најдоброто решение. Ќе видите дека проблемот ни одблиску не е толку голем како што тоа би изгледало на прв поглед. Потоа ќе почувствувате олеснување и поголема самодоверба. Секој човек треба да научи повремено да живее со неволите, се додека не ги победи. Само преку нив и непријатностите што ќе ни ги создадат нашите непријатели, ќе научиме да го добиваме посакуваното. Во многу случаи, ние самите несвесно ги повикуваме нашите најдобри учители неволите за да не издигнат на уште повисоко ниво до целта. Кога ќе се сретнете со луѓе кон кои ќе почувствувате одбивност и аверзија, веднаш треба да го препознаете моментот и да откриете што е тоа што предизвикува вакво чувство кај вас. Тие средби може да се искористат и преку нив да се надградувате на повисоко ниво. Наблюдувајте ги и анализирајте ги нивните постапки, а веднаш потоа во вас побарајте го тоа што ве вознемирува или ве вознемирувало и ви создава одбивност. Тоа што ви предизвикува чувство на одбивност, вие го имате во себе. Оваа алузија е најдобар показател на тоа што треба да промените во врска со вашите негативни чувства. Само на ваков начин може да откриете што треба да промените во себе, да се ослободите од вашиот негативен ментален став и да се издигнете на повисоко ниво. Токму тоа треба да го отфрлите за да ги изчистите таквите мисли и записи. Негативниот ментален став секогаш со себе ги носи особините на елементите на злото, страв, бес, сомнеж, кои што се спротивни од позитивните, доброто, љубовта, храброста и така натаму. Негативните чувства предизвикани од злото, стравот, омразата, завидливоста, гневот, ја менуваат хармонијата во човекот. Тие влијаат на сите мускули и ткива, со што човекот станува негативно наелектризиран. Во вакви моменти се случува стрес во организмот и тој ги намалува вибрациите во телото, а со тоа и циркулацијата и протокот на енергија во телото. Секоја ваква последица го забавува и го запира ослободувањето на отровите од клетките. Со тоа се забрзува нивното одумирање, а се забавува и се запира нивното регенерирање. Ваквите дегенеративни процеси на клетките предизвикуваат болести на органите, а како последица на тоа може да дојде до оштетување на некој орган, па дури и подосежна хирушка интервенција за да се поправи штетата. Спротивно на ова, оној кој успева да ги елиминира негативностите и кој е позитивно наелектризиран, тој е пон со љубов, разбирање и други човечки вредности. Тој создава позитивен став што му носи самодоверба, дисциплина, самоиницијатива и позитивни мечти, со што ги привлекува позитивните луѓе, а ги одбива негативните. Ако безпрекорно го користите својот збор, ако ништо не сваќате лично, ако не создавате предпоставки, ако секогаш правите се што можете, тогаш ќе имате прекрасен живот. Дон Мигуел Руис. Негативните чувства речиси секогаш го одвојуваат проблемот и прават понатамошна математичка прогресија, се додека не ве доведат до разочарување и тага. Кога ќе станете тажни, секогаш поаѓате од непродуктивни идеи и ставови, но секи погрешни заклучоци предизвикани од вашите погрешни мисли. Потребно е да разберете дека доколку им посветувате значење на негативните чувства, тоа во иднина ќе ви носи уште повеќе негативни настани.
Негативните мисли предизвикани од негативните чувства и поттикнати од негативни зборови никогаш не можат да имаат дејство врз вас, додека не им посветиме внимание преку емоциите, фокусирајќи се на нив. Понекогаш, секој човек има и нормално е да има негативни чувства, но важно е да не им се дозволи на тие чувства и мисли да заживеат преку емоциите и да предизвикаат негативни случувања. Мислата што нема емотивна поддршка и што не се задржува во умот, нема моќ да предизвика привлекување. Откако ќе се научи нешто, ако тоа не се применува, одговорноста ја носи оној што свесно е неодговорен кон себе си. Запомнете дека свесното насочување или фокусирање на мислите кон некакви несакани последици ги привлекуваат нив, предизвикувајќи проблеми и тешкотии. Тие проблеми секојдневно се зголемуваат поради вашето постојано фокусирање на нивните последици. Првиот момент кога помислуваме на нешто, несвесно го предизвикуваме и веднаш започнуваме да го третираме како искушение од кое што излекуваме полза за наш голем успех. Воопшто нема потреба да се грижите за постигнувањето успех, ако имате храброст да застанете и да видите каде сте и во што грешите. На несреќните им се потребни луѓе кои ќе бидат добри кон нив, на успешните им се потребни луѓе кон кои тие самите ќе пројават добрина. Аристотел. Не е случајно што денот на луѓето им е исполнет со значителен процент негативни мисли. Луѓето сакаат да предизвикуваат сожалување и таа потреба е тешка за објаснување. Некој може со часови да ви зборува за своите проблеми и за сето она што го мрази, со кого се скарал, какви вести слушнал на радио и безброј други негативности. Тој е подготвен за нив да зборува со часови и да дава свој видување за тие настани. Овие негативни мисли будат негативни емоции кои потоа привлекуваат негативни случувања. Ретко кој зборува за своите убави моменти и чувства што ги доживува правејќи го она што го сака. Убавите чувства најчесто се скриени длабоко во душата и поретко се зборува за нив. Но ако наблюдувате што се случува околу вас, ќе забележите дека оние кои мислат и зборуваат се убавите случувања се духовно созреани личности, кои се пронашле себе си и тие луѓе ги привлекуваат соговорниците. Секој сака да се дружи со така наречени позитивни луѓе кои говорат само за убави нешта. Уште како деца не учеа и не предупредуваа во сите случувања да бараме проблем и да внимаваме на се околу нас и во нас. Ретко кој ни кажал да ги бараме убавите работи што не обкружуваат. Со намера и убедување дека ни го прават најдоброто, тие воопшто не биле свесни за последиците од таквото воспитување. За да ни се случуваат убави работи, нив треба да ги бараме и да ги забележуваме околу нас. Секогаш во себе и во другите барајте ги позитивните работи, фокусирајте се на нив за да се ослободите од негативните мисли. Секој човек на вистина е само она што мисли и чувствува. Луѓето во секоја ситуација ги бараат негативностите бидејќи така се програмирани. И на оној во кој има безброј позитивни работи, некој секогаш ќе му ја најде она една негативна, ако тој самиот е таков. Подели ја својата позитивност со другите. Тоа е патот да станеш отворен за сите промени и истраен во зачувувањето на сопствените вредности, кои што се градат само со сопствениот развој во позитивна личност. Стресот е болест на денешницата предизвикана од динамиката на современото живење. Нашето тело со невидена брзина реагира на стресот, а последица на тоа се таложењето на емотивните отрови, кои пак се причина за создавање на денешните болести. Искушенија. Современите луѓе треба да го калат нервниот систем за да можат да ги издржат вибрациите на духовниот свет. Страдањата низ кои минуваат само ги подготвуваат и ги оспособуваат да се поврзат со возвишени суштества. Страдањето е метод за прочистување. Билјана Перчинкова. Искушенијата се како темна ноќ, по која секогаш доаѓа светол ден.
Сите непријатни настани што ни се случиле, не принудиле да побараме ново решение по кое сме излегле посилни и сме научиле нешто ново во справувањето со предизвиците во животот. Тоа што го сакаме и упорно го бараме, никогаш не исчезнува. Тоа само ја менува формата како материјата и енергијата, но не се губи, туку повторно се појавува во поинаков облик, така што на почетокот имаме чувство дека сме измамени, но подоцна откриваме дека нашата подсвест тоа го направила намерно за преку истото искушение да не надгради и да не заштити од незгода. Искушенијата се прикриени благослови што не поттикнуваат да бараме подобра можност за поголема среќа и успех. Неуспехот е безопасен во успешен живот, но само ако научиме како да го извлечеме позитивното од секоја ситуација и како да стигнеме до вистинското решение за постигнување на замислената цел. Нашата сила се раѓа од нашата слабост. Болните искушенија постојат за да не водат кон повисок духовен развој и созревање, а секое страдање во нас поттикнува некој дел што се уште не се разбудил, дел што треба да се освести, да се смени, преобрази и да прерасне во мудрост. Секој може да научи да гради позитивен развој врз своите страдања и искушенија, а тие пак неговиот живот да го направат прекрасен, исто како и пријатните искуства и доживувања. Сите болести, неправди, загуби и сето она што ни било искушение во животот, не поттикнало да се разбудиме и да започнеме да се бориме со нови идеи, одејќи по нови алтернативни патишта. Секогаш ни се случувало искушението што во мислите не направило несреќни, да ни понуди ново решение со кое што ќе бидеме посреќни. Колку е поголемо искушението, толку поголем ќе биде и успехот. Не заборавајте дека искушенијата секогаш се појавуваат пред секој голем успех и среќа. Вие треба само да бидете истрајни и сигурни во сето она што го сакате и во она во што верувате. Секогаш кога сте сигурни, среќата и успехот ќе ве прогонуваат, а искушенијата ќе бидат нивни предвесници. Фројд рекол: најголемата должност на човековото битие е да го издржи животот. Важно е да се свати дека, за да се најде можно решение или олеснување на проблемот, мора да се живее со него. Само на овој начин може да се постигне успех при решавањето на проблемите. Кога ќе го прифатите ова и само еднаш ќе ја почувствувате оваа вистина, никогаш повеќе нема да се плашите од искушенијата. Напротив, тие ќе ве водат побрзо до целта. Искушението е состојба на психата која што ве тестира дали сте дораснати за едно повисоко ниво на духовност и дали сами ќе ја нарушите својата психичка состојба, додека го очекувате излезот од искушението. Ова се случува и кога ќе ставите песочен часовник, низ кој што за одредено време треба да истече песокот. Ако посакате песокот побрзо да истече, вие ќе го притиснете часовникот и тој ќе се скрши. Истото се случува со душата и со психата кај човекот. Учете од искушенијата, тие не ви се испратени случајно. Дури ако не верувате во тоа, може да бидете пријатно изненадени кога ќе успеете да се справите со критичните ситуации. Радувајте се кога ќе пристигнат искушенијата, тие секогаш ги најавуваат најубавите случувања во животот. Его и суета. Тешко е да се одгледаат вистински рози. Полесно е да купите вештачки. Вие ке знаете дека се вештачки, но соседите нема да знаат. Тоа е суштината на егото. Ошо. Суетата или славолюбието е еден вид привид што лажно ја храни душата, додека постепено и немилосрдно делува да се распадне. Таа, помалку или повеќе, го обседнува речиси секој човек, во зависност од неговиот статус во општеството, како и од комплексите и фрустрациите што самиот ги стекнал или му се наметнати од околината. Суетата како итрина на ѓаволот секогаш кога ќе се најде загрозена, напомош го повикува стравот притаен во сечие срце. Како што ѓаволот си ги јаде своите деца, така суетата здружена со стравот ја јаде душата на човекот.
Суетата го принудува човекот да се преправа пред самиот себе и пред околината. Колку повеќе ја залажуваме околината, толку повеќе се лажеме самите себе, се додека нешто не приземи. Суетата и незината големина се откриваат тогаш кога се губи статусот во општеството, она што сме го имале и за кое сме биле убедени дека сме негови постојани господари. Секој чувствува потреба да биде признаен од околината. Добро е човек да има свој достигнувања, но треба да ја научи лекцијата за скромност, за да не се доведе во ситуација другите да го учат на тоа кога веќе ќе биде предоцна. Злото постои само поради егото, чиј главен извор е употребата на јас форма во секоја ситуација што потекнува од потребата да се биде забележан од околината, неретко на штета на некој друг. Егото е состојба на свесниот дел од умот, а реалноста е вистината. Ние може да се залажуваме, па дури да бидеме свесни за тоа, но прекрасно е чувството кога сме во центарот на случувањата. Поради тоа пред околината се трудиме да покажеме дека сме нешто што не сме. Со ваква лага само се затвораме уште повеќе во себе, исцрпени од енергијата што ја трошиме за да докажеме привид. Секогаш треба да бидеш она што си. Светот ќе го забележи тоа и ќе знае да ја цени таа скромност. Тогаш и илјадапати да си полош од тоа што лажно го прикажуваш, твојата личност силно подкрепена ќе излезе на виделина и ќе ти помогне да се чувствуваш добро во сопствената кожа. Никогаш не ја задоволувај суетата со лажните маски на денешницата, за да се представиш како нешто што не си. Секој што се обидува да се представи како нешто што не е, секогаш ќе биде полош од тоа што е. Ако успееш да го измамиш светот и да се прикажеш како некој што реално не си, например благородник, ќе делуваш многу пати полошо отколку да бидеш сиромашен. Никој не може да не излаже до таа мера колку што може да се лажеме самите себе. Во оваа вистина се крие зачетокот на ароганцијата. Ароганцијата и горделивоста ќе ги избркаат од тебе вистинските пријатели, а ќе ги повикаат лажните, кои се хранат со истата храна како и ти. Ако сакаш да ги изгубиш пријателите, пофали се пред нив. А ако пак сакаш да ги задржиш, биди искрено заинтересиран за нив. Единственото живо суштество кое свесно се стреми да биде она што не е човекот. Природата го вградила механизмот на суетата, за да може секој сам да си ја намали сопствената вредност, штом го сврти грбот на природните закони и на тој начин самиот да се доведе до пораз и пропаст. Затоа, постојано внимавајте на лажната гордост. Таа настојува да ги запре вашите успеси. Овој затворен круг е толку добро смислен за да го заштити доброто во човекот од сопственото зло, суетата. Доколку природата не може да го обезбеди тоа, општеството измислува закони што се создадени токму да не заштитат од другите кога тие ќе ја изгубат контролата над своите постапки. Самобендисаноста секогаш го заслепува човекот кога тој ќе постигне успех и не му дозволува да напредува. Најопасен отров за внатрешното спокојство и мир е егото кое го полни човекот со себичност на сметка на другите. Но тука е подсвеста, која го контролира човекот кога тој ќе скршне од реалноста. Во светот постои и колективно его, што произлегува од нацијата и религијата. Кога не би постоела поделеноста меѓу луѓето што ја прават лидерите на државите и религиите, ни тоа не би постоело. Всушност, колективното его и не постоело од секогаш. Тоа доаѓа со создавањето на секоја религија и држава. Колку државата или религијата е помлада, толку и егото е посилно. Но дали и вистината понекогаш е его? Егото може да произлезе и од знаењето. Кукла од сол се врткала на брегот на океанот. Кажи ми, што си ти? Го запрашала. Влези, па ќе ти кажам, одговорил океанот. Куклата се двумела. Океанот делувал огромно и застрашувачки. Уште еднаш таа запрашала. Кажи ми, што си ти? Влези, па ќе ти кажам, пак рекол океанот. Внимателно куклата ги брцнала стапалата, но бидејќи била од сол, стапалата се растопиле.
Куклата почнала да плаче. Зошто си таков? Што си ти? Влези па ќе ти кажам, повторно извикал океанот. А брановите ечеле. Куклата влегла до половина. Сега таа се истопила до половина. Почувствувала голема болка и тегобност. Океанот постојано ја повикувал. Таа влегувала се подлабоко и подлабоко поставувајќи го своето прашање. Конечно, прашањето исчезнало. Приказни за собството. Билјана Перчинкова. Кога ја знаеш вистината, тогаш може и да бидеш казнет. Токму затоа Адам и Ева беа избркани од Едемската градина. Но егото е уште поопасно ако не ја знаеш вистината, а живееш во сонот на лагата и на горделивоста. Тогаш се повеќе го храниш егото и му отстапуваш се поголема енергија, па колку повеќе се потпираш во лагата, егото станува се посилно, се додека вистината не те освести и не те казнат подсвеста и универзалната интелигенција. Лагата има безброј варијанти со кои го храни егото, но кога ќе се појави вистината, тогаш привидните илузии од кои луѓето очекуваат некакво олеснување и разубавување на животот се распрснуваат како меур од сапуница. Егото е најголемата изопаченост на земјата кое работите ги прави деструктивни. Се што доаѓа од егото е погрешно. Тоа не е реалност, туку збир од заслепувачки лаги на одреден ум или на повеќе умови. Егото е ентитет на куп лажни надежи, да се биде нешто што се посакува, а не може да се постигне. Кога забележуваш дека другиот има нешто што ти го сакаш и кога посакуваш да бидеш на неговото место или како него, тогаш станува збор за егото. Егото од секогаш постоело или во минатото, или во иднината, но никогаш сега и овде како реалност. Единствено кога мислиш на минатото и иднината, тогаш егото се појавува и бара да го храните со илузија. Кога ќе исчезне егото, исчезнуваат и минатото и иднината. Тогаш се случува будење во сегашноста и човекот станува самосвесен. Децата се прекрасни само затоа што немаат его и токму поради тоа речиси секогаш се искрени во мислите. Луѓето треба да сватат дека можат да бидат мирни и човечни само ако го отфрлат егото и ако се поистоветат со децата. Тоа всушност постојано ни го говорат и светите писма. Постојат повозрасни луѓе кои се раѓаат повторно, кога го отфрлаат егото и започнуваат нов живот, многу поубав од претходниот, прашувајќи се каде грешеле и зошто порано не се ослободиле од ова зло. Старите и мудри луѓе кои го отфрлиле егото преку самотијата разбрале дека без егото ќе остварат се што ќе посакаат, а со него ќе го изгубат и она што го имаат. Дури и да ги следат сите познати и непознати мудреци на овој свет, доколку ги води егото, сепак нема да добијат ништо. Во човековата природа е потребата за признание од околината, преку која се храни егото. Секој треба да се стреми да стане подобра личност и да ги исфрли негативностите што ги прави. За да се подобри вашата личност, постојано барајте и примајте совети и критики од другите. Кога зборувате или работите нешто, прашувајте се самиот и прашајте ги другите што ви недостасува, за да го подобрите успехот кај вас. Господ ни дал две раце. Една за да примаме, друга за да даваме. Ние не сме вреки без дно, ние сме канали што можеме со луѓето да го делиме богатството. Били Греем. На тој начин постојано ќе напредувате кон подобро, но во исто време ќе сватите дека и вие сте човек кој греши. Потребата за постојано менување и сфрлање на негативностите од вас и постојаното позитивно растење и надградување ќе ги држи суетата и егото зауздани и никогаш нема да им дозволи да завладеат со вашето постоење. Најважно е човекот секогаш да остане човек, за да може да се разликува од животните.